Почитувани медиуми, почитувани граѓани, мене ми е навистина драго денеска со председателот на Стопанската комора на занаетчи во Домот на занаетчи да поразговараме за предизвиците со кои што оваа комора се соочува, но исто така и со предизвиците со кои што занаетчиите се соочуваат. Сметам дека ние како влада навистина поттикнуваме дуално образование заради тоа што средното стручно образование е иднината и на занаетите, но и за развој на економијата во нашата држава со цел опремување или стекнување на сознање и вештини на целиот кадар кој што понатаму ќе биде понуден во економијата. Дополнително на сите оние самостојни вршители на дејност во овој период на ковид им понудивме поддршка и за 3 месеци тие добија поддршка од 14.500 денари или финансиска поддршка за исплата на минималната плата. Оваа мерка искористиле повеќе од 5200 компании или самостојни вршители на дејност кои што понатаму обезбедуваат работа за своите работници или за самите себе за да може да се одржат во дејноста во која што ја вршат. Дополнително ја посетив работилницата за изработка на филигран кој што е во склоп на Домот на занаетчи и тука се гледа како на вистина наши граѓани се преквалификуваат и доквалификуваат и се стекнуваат со знаења кои што понатаму може да ги воведат во нов бизнис, во стекнување на знаења за во реалниот бизнис кој што понатаму ќе може да го вложат, да го развиваат и да со тоа ја придвижуваат нашата економија. Сметам дека во наредниот период навистина цврсто треба да вложиме инвестирање кое што ќе значи инвестиција во дуално образование, инвестиција во реалниот сектор, да компаниите учествуваат во креирање на следниот кадар. Ако отвориме повеќе вакви работилници, на тоа директно ќе влијаеме и кон остручување на кадарот во нашата држава. Ние како влада успеавме во 10 училишта, во 5 општини да воспоставиме систем на дуално образование, на тој начин ќе продолжиме и понатаму. Затоа што ако училиштата се поврзат со компаниите, со занаетите, тие заеднички ќе придонесат да оној кадар кој што ќе излезе од средното образование директно може да се пласира на пазарот на труд, а со тоа да имаме продуктивни работници кои што ќе може да обезбедат и повисоки плати и за себе, но и развој на бизнисот во кој што работат и придонесуваат. Ви благодарам, уште еднаш би сакала да му се заблагодарам на председателот и да му ја честитам пензијата, која што од утре понатаму ќе ја земе и мирни пензионерски денови, а секако на Домот на занаетчи и на Стопанската комора на занаетчи да продолжат да работат со истиот ентузијазам и љубов како и досега. Благодарам. Се наоѓаме пред Домот на занаетчи, голема благодарност до министерката Царовска која најде време да не посети, да заеднички ги разгледаме проблемите на занаетчиството. Одржавме еден конструктивен состанок во кој што ние ги изнесовме проблемите и можните решенија за развој на занаетчиството на територија на град Скопје. Наидовме на разбирање кај министерката Царовска и се надевам дека во иднина ќе имаме подобар развој на занаетчиството во градот и поголем број на лица ќе бидат офатени во занаетчиство. Го истакнавме проблемот со уписите во средните стручни училишта, го истакнавме проблемот со недостаток на квалитетен занаетчиски кадар, така да не го жалиме времето што го потрошивме, затоа што најдовме на разбирање кај министерката Царовска, која што ни вети, ако биде во можност, дека ќе ни помогне и понатака да го развиваме занаетчиството во Скопје. Благодарам.